Спонзорирано од Кафе Портал. Почитувани, го започнуваме новото издание на Спорт Интро на телевизија Мега. Како што е практика, и денеска ќе направиме еден осврт на надпреварите кои секако беа бројни викендов, а се одиграа во Битола. Останете со нас во наредниот половина час. Во петокот екипата на Eurofarm Работник успеа да стигне до лесна победа против јуниорскиот тим на Металург. Избраниците на Марковски и Зарков на домашен терен со добра игра стигнаа до посакуваните бодови. По поразот на гостувањето кај Тинекс Пролет, кој беше помалку неочекуван, Eurofarm Работник во надпреварот против јуниорскиот тим на Металург се врати на победничките патеки. Играчите на Иван Марковски и Александар Зарков, уште од самиот старт на надпреварот најавија дека повеќе го посакуваат триумфот. Надпреварот го започна одлично. На моменти во првото полувреме имаа водство и од 5 разлика и го имаа надпреварот под контрола. Стручниот штаб на битолскиот клуб во овој надпревар се одлучи да им даде шанса на некои ракометари кои претходно не добиваа голема минутажа, а овој пат успешно ги искористија минутите кои им беа дадени. На полувреме се отиде со резултат 16:11. Се чини дека овој пат играчите ги остварија замислите на тренерите, играа добра одбрана и брзи напади, што беше и причина на крајот да постигнат 38 погодоци. Во овој надпревар повторно блескаше португалскиот интернационалец Серхио Барос, кој постигна 10 погодоци. Ништо полоши не беа ниту Чурлевски и Петровски кои постигнаа по 5. Чурлевски имаше одличен надпревар, добро разигрувајќи ги своите соиграчи, додека младиот Петровски одлично ја оправда довербата која што му беше дадена. Играше добро во нападот, иако промаши неколку удари, но беше доста организиран и во одбраната. Крилните ракометари Златко Мојсовски и Андреј Капал постигнаа по 3 погодоци, исто како и Ашраф Адли. Трајковски постигна 4, додека Фарук Мемич постигна 2. Во тимот на гостите кој го предводи Александар Петровски, најдобар беше Димитриовски, постигнувајќи 10 погодоци, но ја немаше потребната поддршка од своите соиграчи. Кај домакините добар надпревар имаа и чуварите на голот. Арсич доби минутажа во првото полувреме, додека во второто Марковски и Зарков се одлучија да ги комбинираат Чаневски и Јовановски. На крајот, општ заклучок е дека Eurofarm Работник веќе успева да се пронаоѓа во играта, па се очекуваат вакви партии во иднина. Во наредното коло кое се игра на 22 и 23 октомври, Eurofarm Работник ќе гостува кај екипата на Радовиш, која во моментот се наоѓа на 6-та позиција на табелата, со 3 победи и исто толку порази.
ве се чини после изненадувачкиот пораз кај Пролет и само 3 дена, 2 надпревари ви требаше оваа лесна победа? Па добро, најнапред сакам да се заблагодарам на публиката која дојде, да не бодри покрај нестрекниот пораз во Скопје против Пролет и да им честитам на моите играчи, бидејќи тоа е нивното право лице, она е тоа што ние од нив го бараме и дека онај пораз во средата против Пролет беше само еден ако може така да се каже шамар за нас сите, бидејќи покажавме како не треба на таа утакмица да се игра, како не треба да се пристапи кон играта на еден првенствен надпревар, бидејќи сите екипи од Суперлигата се опасни, сите тренираат, сите играат, сите посебно против нас дека ќе бидат мотивирани и епилогот на крајот беше тој како што беше, бидејќи најнапред не се придржувавме на договореното и секогаш кога е така, екипата доаѓа во некој пат, доаѓа до некоја конфузија, неидејност и на крајот изгубив. Денес само можам да кажам дека на најдобар можен начин после ден пауза се вративме на победите, се вративме онаму каде што ни е местото и верувајте дека Еврофарм работник не само на оваа победа, не претходната, стално ќе оди на победа, ќе ја градиме оваа екипа за да бидеме во врвот на македонската Супер ВИП лига и мислам дека овој далеку ни беше потребен надпревар против Металург. Металург е една многу добра млада екипа, сите играчи поминаа низ школата на Металург и тие се потенцијалните играчи на првата екипа која што се напреварува во Лигата на шампиони и во СЕХА лигата. Досега освоја 7 бода, направија многу добар резултат, освоја бод во Велес, значи не е ништо случајно, тие играат, се борат за бодовите, но мислам дека покажавме карактер, покажавме една професионалност која што треба да имаме до крајот на првенството и само така може да го оствариме, да ја оствариме онаа цел пласман во плейофот. Сметам дека освен Чурлевски, Адли, Барос, денеска одличен надпревар имаше и Петровски, кој се чиневе уште од негови години, го покажува својот квалитет кој дефинитивно го поседува. Секако, не само Петровски, него сите сватија дека мора да дават максимум и само така може да имаме резултат. А за Дарио само ќе кажам дека е тој производ на нашата ракометна школа, дека Дарио е еден страшен потенцијал и ние сметаме дека треба да добие шанса, бидејќи не само што е кадетски репрезентативец на Македонија, тој е потенцијален репрезентативец за националната селекција и дека време е да му дадеме шанса да биде еден од играчите кои што ќе доаѓа да потврди дека онаа шанса која му даваме ја заслужува. Тој денес и во претходниот меч во Битола со Борец покажа дека можеме сериозно да сметаме на него. Јас мислам дека Дарио само ако продолжи вака со една ваква работа ќе си го добие своето место во наша, не само во нашата екипа, него и во националните селекции. Сметам дека сите како него и сите кои доаѓаат од младинската наша школа дека ќе добијат секако шанса, бидејќи нашата концепција и нашата она замисла претходно беше да створиме екипа од нашата ракометна школа. На добар пат сме, бидејќи верувајте, имаме една одлична генерација која што за година-две не само Дарио, него и неколку играчи, Мартиновски, Каковски и така натаму ќе бидат столбови на оваа наша екипа. Јас само можам да бидам стреќен после оваа победа и дека можам да најавам уште пожестока борба за највисокиот пласман во Супер лигата на Македонија. Во еден вистински трилер надпревар, Пелистер и Охрид кои се сретнаа во дерби надпреварот во ова коло ги поделија бодовите. Водството се менуваше постојано, а домакините на самиот крај пропуштија прилика бодовите да останат во Битола.
Во дерби над преварот од ова коло во ракометната Суперлига, во Битола се сретнаа екипите на Пелистер и Охрид, две екипи кои се наоѓаат на самиот врв на табелата. Домакините го започнаа подобро над преварот, ги постигнаа првите 3 погодоци и ја имаа иницијативата. Но веднаш потоа, гостите како да се разбудија, па се вратија во игра и до самиот крај. Не им дозволија на зелено-белите резултатски да се одлепат на водство поголемо од 2 погодоци. Тимот кој го предводи Касим Каменица се чини и овој пат ги повтори истите грешки како и на претходните надпревари, на кои исто така во првото полувреме се покажаа во бледо издание. Повторно домакините се соочија со голем број на технички грешки, кои ракометарите на Охрид знаеа да ги искористат. Во домашниот тим, најрасположен за игра беше Ревас Чантурија кој постигна 7 погодоци. Богдан Николич постигна 5, додека Борјан Маџовски, кој на моменти се чини беше и најборбен на теренот и најзаслужен за тоа што Пелистер на крајот остана непоразен, исто така постигна 5 погодоци. Најнегативно за домакините во овој надпревар, но и во наредните, би можело да биде тоа што голманот Кирил Колев се здоби со повреда и се уште не е познато колку ќе отсуствува од терените, па тоа би можело да доведе до големи главоболки кај тренерот Каменица, бидејќи би требало да се потпри само на Никола Даниловски, кој останува единствена опција. Во тимот на гостите, одличен надпревар одигра Бобан Блажевски кој постигна 12 погодоци, а исто така добро одигра и Кобетич, кој иако постигна само 2 погодоци, им создаде големи проблеми на домакините при креирањето на нападите на неговата екипа. Пелистер на крајот, иако со играч помалку имаше прилика да ги освои 3 бода, но приликата ја пропушти Васко Димитровски, кој на само неколку секунди пред крајот на надпреварот не успеа да реализира удар од 7 метри. На самиот крај, кога ќе се земе предвид целиот надпревар, можеби и најреален исход беше токму нерешено во наредното коло. Пелистер истога кој Еврофарм работник ќе биде гостин. Зелено-белите ќе патуваат во Велес, во двобој со екипата на ГРК Борец, која со само една победа се наоѓа на 8-то место на табелата. Дали Касим Каменица ќе успее да ги отстрани проблемите со кои се соочува во наредниот период и дали Пелистер ќе остане предплатен да игра над превари со мал број на погодоци, останува да видиме. Во Македонија ретко гледаме вакви надпревари, како денешниот. И Охрид и Пелистер покажаа дека играат заедно со ше можда Еврофарм и Прилеп најдобар ракомет во лигата и се надевам дека по квалитет овие 4 екипи ќе влезат во плејофот и зазигување за титулата. Му благодарам на домаќинот на фер и коректната игра, машка од двете страни и мислам дека нерешениот резултат беше најреален на тоа што се прикажа на теренот. Сигурно дека ќе продолжиме да работиме ние и Пелистер и уште да работиме на подобрување на формата и мислам дека се гледаме во плейоф и уште многу вакви добри утакмици
Пултовската публика покажа дека го знае ракомедот, дека го цени. Пелистер е на добар пат да се врати. Веќе неколку години не е во плейофот. Ова година, по моје мислење, секако ќе биде. Промената е квалитетот на играта во Битола, така да се надевам све најдобро, како што бевме пречекани овдека во Битола, исто ќе бидат пречекани и Пелистер и Еврофан Охрид. Prije svega bi čestitao ekipi Ohrida na odličnoj partiji, na osvojenom bodu i nekakav moj prvi utisak je da su više željeli da naprave dobar rezultat na ovoj utakmici. Uveli su nas u taj svoj ritam igre koji nama ne odgovara. Mi želimo da igramo jedan drugačiji rukomet sa pun tempa, pun trčanja, pun ritma, međutim nismo to uspjeli nametnuti. Ušli smo u mlin ekipe Ohrida, imali smo velike probleme sa njihovim bekovima, prije svega sa Kobetićem koji nam je dosta problema pravio u 1-1 igri, gdje se naši centralni igrači nisu adaptirali na tu njegovu kretnju slabiju stranu. U napadu smo isto tako bili statični, nepokretni, priprema napada je bila veoma loša. Mnogo puta iz kratkih pasova, malog broja pasova smo htjeli doći do neke šanse. Kako je utakmica odmicala, nervoza je bila sve veća. Na kraju splet okolnosti, rulet je odigrao tako da se igrače manje iznuđeni penalne realizuju. Čudna mi je reakcija nekih igrača da slave golove kao da igraju fudbal, a ne rukomet. Prema tome nisam zadovoljan naravno sa igrom svoje ekipe, neke stvari se ponavljaju, dosta tehničkih grešaka, dosta nediscipline u igri i opšti zaključak je generalni da je ekipa Ohrida više želela dobar rezultat nego što su to naši igrači. Smatrate li може би дека павните напади и павната одбрана е резултат на тоа што одигравте два надпревари во 3 дена, а е Охрид имаше 1 ден повеќе за одмор? Pa vidite, mi smo dobro trenirali cijel pripremni period i svakodnevno radimo, skoro 2 puta dnevno. Taj dio ne bi trebao da predstavlja našoj ekipi problem, međutim mi smo nešto promijenili u pripremi za utakmicu. Evo vidite, ispostavilo se da nije dobro. Mi jutros nismo imali trening, mi praktikujemo uvijek na dan utakmice trening. Danas sam to upravo zbog te činjenice da smo igrali četvrtak odlučio da bude drugačije i igrači su mi imali mrtvu reakciju i to je sad nekakva stvar koju moramo u budućnosti opet vratiti na stari način pripreme za utakmice. Новиот тренер на фудбалскиот клуб Пелистер, Наџи Шенсои, стартуваше со триумф и тоа во пелагониското дерби. Пелистер на домашен терен подобар од победа со 2:0 и головите на Бујчевски и Лукас. Во продолжение, најинтересните моменти, како и разговорот после надпреварот со косовскиот стручњак. Стручњакот од Призрен, Наџи Шенсои, со победа стартуваше на тренерското место во Пелистер и со идентични 2:0 како и Лјамчевски во првото коло. Битолчани се радуваа на триумф во пелагониското дерби против Победа. Надпреварот и наликуваше како оној кој се одигра во премиерата во оваа сезона, па првото полувреме се чини не донесе ниту една посериозна закана. Сите прилики кои ги видовме пред головите на Пашовски и Манчевски дојдоа од прекини изведување на корнери и слободни удари.
Можеби еден од клучните моменти во надпреварот се случи во 17-тата минута, кога Колевски заработи втор жолт картон, соборувајќи го Тошевски кај десната аут линија, испречувајќи контра. Неколку минути претходно, во една идентична ситуација Мечкаровски му покажа прв жолт картон, а во 17-тата немаше милост да го остави Колевски на теренот. Од тој момент Пелистер тргна поофанзивно, но во првото полувреме не успеа да креира посериозна шанса. Она што и го говореше Наџи Шенсој на пресконференцијата пред надпреварот, дека сака да игра офанзивен фудбал, се покажа со тоа што по покажувањето на црвениот картон, веднаш на загревање го испрати Антонио Бујчевски, па уште во првото полувреме го замени Илиев и тргна во потрага по 3 бода. На полувреме се отиде со почетниот резултат, а од самиот старт на вторите 45 минути на теренот како да излезе еден нов Пелистер. Првата закана ја имаше Бујчевски по асистенцијата на Тошевски во 51-та минута. Неколку минути подоцна се закани и Ковачев. За во 61-та минута гледачите да бидат сведоци и на првиот погодок. Беше тоа долга акција на домакините. По неколку комбинации топката стигна на десната крилна позиција кај Тошевски, кој со одличен центаршут го пронеде Лукас. Бразилецот ја заврши скоро цела работа, за токму џокерот на Шенсој, Бујчевски, да ја смести топката во мрежата за голема радост на битолските навивачи. По постигнувањето на погодокот, се чини како седа беше полесно за домакините. Лукас имаше одличен соло продор, минувајќи неколку фудбалери на победа, но на самиот крај недостасуваше самореализација. До крајот уште неколку прилики за домакините, се закани и Трифуновски повторно по асистенција на Тошевски, кој одигра одличен дуел. Во последните моменти од надпреварот, кога прилепчани се преселија во 16-никот на Пашовски, по една одбиена топка која ја пречека на центарот Лукас, го мина голманот Манчевски, па на крај му остана само да ја смести топката во небранетата мрежа за конечни 2:0. Во наредното коло, Пелистер ќе гостува кај екипата на Брегалница во надпревар кој е дел од 11-тото коло од првата македонска фудбалска лига, додека победа на домашен терен против Силекс ќе ги брка 3 бода кои не успеа да ги освои викендов.
Господине Шенсој, најпрво честитки за триумфот. Вашиот прв надпревар во Битола, тежок пелагониското дерби против Победа. Првото полувреме, доста тешко, единствените неколку шанси што беа преку прекини, но во второто полувреме како да излезе еден нов Пелистер. Една ваша оценка на овој надпревар? Да. Па видите, Победа во зуби си не гледа Победа. Така се вика на поклон, ако ти некој поклони нешто, немој да му гледаш. Се вика една многу добра изрека, го обичам балканска, вика ако ти некој поклони конј, немој да му отвориш сега зуби да му гледаш. Скапани ли са ме зуби, ти поклони неки конј. Значи победи се во зуби не гледа, победа многу се радам што почнахме со Победа. Казак на фудбалисти, обичам оште една добра изрека која казва да ако закопчаш од кошуля дугме прво горе, точно и другите ќе ги закопчаш точно. Ако почнеш да закопчеш прво копче горе погрешно и да доле ќе идат погрешно. Така е тоа. Почнахме добре, 3 бода, прво полувреме не успехме да играеме как треба. Али видите и сами да прво полувреме, особено после втори жут картон, ризикувах като треньор, играм во кшта, един човек повече и виждате, излиза един дефанзивен халф, Илие, и ми влиза един нападател, още един нападател. И тој треба да се прихвати като една поофанзивност, да искам победа, да не им се аресва таа игра до този момент. И друго полувреме казахме на фудбалисти как треба да играат, треба да играат малку с повисоко темпо, да бидат трпеливи, да бидат стрпливи, значи прво да треба да створат голово положение, па после да карат голови. Jer ако не можеш да створиш голово положение, не можеш да и да даш голове, значи тоа е веќе реализација, али треба да играш добро, да ствараш голово положение, да ги пропустиш двама-трима и двама-трима да ги даваш и добиваш мача, како и стана друго повреме. Има многу шта да се коригира, особено тактически, затоа што видях за 3-4 тренировки да се тактически доста зле, право да вам кажам. Доста индивидуалци не играат колективно, не адаптираат свој индивидуални талант во колективна игра. Али ќе будем трпливи и ќе работиме на таа тема. Сега искам да поклоним таа победа на феновете на Шкембари, на Пелистер и само нека идват да бодрат нас и има да видат секи ден по-добар и добар Пелистер кој игра кој ќе печели точки, ќе игра и по-добар фудбал. Али, моля ви се, треба да будеме честни, да ми треба малку време да се и фудбалисти адаптират на моje идеи као тренер и јас да се адаптирам на индивидуални квалитет кои го имат. Честитам на судија, веднага влиза и да му честитам без обзира и да сме играли 0-0, многу добро свири. Му честита и на судија и едни прекрасен амбиент, мало пре што и каза ти пелагонички дерби, печелихме 3 точки и продолжаваме сега, да работиме и тоа. Тука и го завршуваме ова издание на Спорт Интро. Се надевам дека со подготвените содржини го задржавме вашето внимание. Имајте пријатна работна недела и останете со програмата на телевизија Мега.